Дали за прв пат во последните 5 или 6 години на чело со Никола Груевски ВМРО ДПМН е утна својата политичка кампања? Господин Арсовски, дали прв пат во последните 5 години ВМРО ДПМН е промашува можеби својата кампања? Видите, не мислам дека толку ВМРО ја промашува својата кампања, колку што нема што да продаде. Да, за референдумот. Тоа е апсолутно порака која не влага во ово. Значи, тие многу добро ја погодија преродбата во 100 чекори, ја сменија бојата портокалова и така натаму. Тоа значи веднаш после првите 2-3 дена влезе во перцепцијата на електоратот, сега се враќаат повторно црвената боја, преродбата никој не ја спомнува, иако нели таа требаше да биде клучот аргумент да се добие повторно власт, и се оди со на ваква порака која е многу бледа, морам да признам. Бледа е затоа што во основа пораката на ВМРО ДПМН е гласете за полош статус кво од ова што го имаме сега. Тој значи треба да ги решава клучните проблеми со многу помал мандат од тие 62 или 3 пратеника кои ги има сега. Па тој сега може да се надева на 60 и нешто пратеници со коалиција, наместо 80 и нешто пратеници со коалиција, и сака да не убеди дека тоа што не успеал со 80 и нешто пратеника да го направи, ќе го направи сега со 60. И се фокусира на две точки. Првата е светската криза, која нели му ги дисторзирала сите економски очекувања, и втора е Бранко Црвенковски. И тие две точки, ако му ги трне човек на Никола Груевски, тогаш ќе нема кампањата. Видете, светската криза завршува, Бранко Црвенковски најави дека ќе се повлече, сега не знам што ќе остане. Си викам, едва е чека да седне и пред цел народ, да ме растури. Да ме растури. Не ги нели. Тој е реформаторот, тој е природбеникот, тој е чистиот, тој е пастирот, а ја потрошен транзиционер. И замислете, чудо, сношти од Охрид Груевски вели, не икам, не сакам, нема тебе дуел со Бранко. Уште 3 дена од кампањата, Радо, ја и ти, тебе дуел не доживеавме. Пинки не го видовме. Ама ни Пинки не го виде Бранко. Некеше со маж, ајде го видиме со жена. Ако неки со жена, ние друго во СДСМ неаме. Прв пат го гледаме СДСМ, прв пат го гледаме Бранко Црвенковски да прават пародија од кампањата на да ја исмеват просто кампањата на Никола Груевски, и на тој начин се обидат да го скршат сравот кај неопределените гласачи, бидејќи ништо нема поефикасен лек против една ваква власт и вакво владење, освен со смеа, со страв. Да се одговори со одредена пародија. Токму тоа е нивната стратегија, да го намалат стравот и авторитарноста кај неопределените гласачи. Мислам дека тоа ќе се случи на изборите. Мислам дека голем дел од неопределените, од оние кои велат дека ќе излезат, а не кажуваат за кого ќе гласаат, сепак ќе излезат на гласање. На сите анкети веќе се гледа дека се 2:1 во корист на опозицијата. Не велам за СДСМ, туку на вкупната опозиција, кој ќе соберем и десно ориентираните партии, некаде повеќе од 2,5 од 100, значи 2:1, значи луѓето што се неопределени сега би гласале за опозиционите партии. Тоа е основниот проблем на ВМРО ДПМН. Тоа е тоа што ги прави губитници, дури и ако победат со бројот на пратеници на овие избори. Денеска фатив еден спот на телевизија. Нашле некој греф тамо и вели заради Бранко се разведов. Абе човек, оди праше си ја жена ти. Да не бил некој друг во прашање. Ако некој од вас утре го сретне Амни Бајрам, да му приде, да му каже сношти тука во шутка беше Бранко. И многу те поздрави. Слушнал дека пак си сакал да му дадеш гол со пета. Ти порача, Амди, бери памет. Секогаш кога сакаш да дадеш гол со пета, добиваш гол со глава. Немој после да испадне, после играчка плачка. Сите тие ќе одат во шутка и ќе пеат цела шутка во ВМРО-ски затвор. Зошто СДСМ и Бранко Црвенковски го одбраа модел од својата политичка битка со Никола Груевски да ја држат во форма на пародија, бидејќи на тој начин, почитувани гледачи, всушност најлесно се крши стравот на неопределените гласачи. Тоа го покажа целото искуство на Балканот, вклучително и моделот кој го спроведуваше српски отпор за рушење на Слободан Милошевиќ. Голем Бранко Црвенковски порелаксира, никош не бил во својата политичка кариера. Црвенковски зашто има да биде нервозен? ВМРО ДПМН и да си купи 6 месеци или година дена, повторно е во една губитничка варијанта.
тие не може да го запрат трендот на промената на јавното мислење кој оди во корист на опозицијата, тој ќе продолжи без оглед на резултатот на овие избори и во најдобар случај може да се соочат со нова дилема за предвремени избори 6 месеци после новиот мандат. Или да збориме за техничка влада, или да збориме за растурање на тоа ново собрание кое сме го составиле пред 6 месеци. И таа всушност обседнатост на Никола Груевски од Бранко Црвенковски ќе му судри сега од глава, бидејќи единствен мотив на Никола Груевски сега на некој начин ги претарка можните предвремени избори кои на есен ќе ги бараше опозицијата и да го порази Бранко Црвенковски. Меѓутоа таа обседнатост апсолутно не е добар лек за политичка неразврска во една држава. Видете, помеѓу другото, причината зашто рейтингот на познатоста, брендот Црвенковски е толку силен, е што се ВМРО толку обседнати со него. Па само за него се говори во кампањата. 20 години, според него, се е моја одговорност. За се сум ја крив. Ако врнело, ако имало поплава, Бранко е крив. Ако не врне, ако има суша, Бранко е крив. Ако се појави епидемија од заушки, Бранко е крив. Сега да ве прашам. А сега кој ќе изгуби на избори, кој ќе биде крив? Цацко ќе му биде крив? Или Бранко ќе биде крив? Па Бранко ќе биде крив. Денес кога од Скопје доаѓав за Велес, по автопат само пребројав повеќе од 20 билборди. Гледам Никола Груевски и до него мене ме стајле. Ама Никола, висок, крупен, строен, джим. А ја ситен така. Метро 20, метро 22. Никаков. Никола, само со фотомонтажа можеш да бидеш поголем од Бранко. Па, драги пријатели, ја денес да отидам во Жена парк во Скопје, да играм табла со пензионерите. Другиот ден Груевски ќе плаче дека го рушам преку сојузот на пензионерите и дека не може ништо да направи. Тешко може ВМРО ДПМН и Никола Груевски да ја победи пораката на Црвенковски барем во тој дел. Веќе таа е едноставна. Таа вели, Никола, ти велиш дека сме ние транзициони политичари и дека треба да се земниме. Се согласувам. Еве, јас си одам, ај се и ти со мене. Таа порака, бидејќи е порака од трибини, а не од игралиште, Никола Груевски не може да ја, реално не може да ја победи. Дали обседнатоста со Бранко Црвенковски ќе им судри од главата на Никола Груевски на ВМРО ДПМН. И сега Никола Груевски вели да за реформите, народ упорно му вели повеќе се однесостои дека не му ги сака реформите и доаѓа во една апсурдна ситуација во која беше Лјупчо 2002 година, кој леше главата горе, државата му се растураше, коалицијата му се распаѓаше и доаѓа во една многу чудна ситуација. Или има светската криза, или има Бранко Црвенковски, или му се сите виновни за тоа што 70% од македонските граѓани велат дека Македонија оди во погрешен правец и дека не се задоволни од темпото и квалитетот на реформите на Никола Груевски. Видете, Никола Груевски има една непремостлива бариера, а тоа е решавањето на проблемот со името, кој е оној тектонски потек кој може да ја мрдне и економијата, па и ако сакате државата во вистинска насока. Сите реформи кои ги прави внатре се минорни во споредба со преминот кон вистинска економија и кон вистинско пазарно општество, кој би се случил кога тој би го решил проблемот со името. И дополнително е оставен на субо после испорачувањето на Младич од Србите во Хаг. Така е. После на некој начин диалогот помеѓу Европската унија и господинот Додик во Република Српска. Па ако сакате и диалогот помеѓу Приштина и Белград, кој почна добро. И се води во некој правец на можна поделба на Северно Косово и Албанско Косово, и останал Никола Груевски единствен човек кој вели не на меѓународната заедница. И тоа ќе го засилува дополнително притисокот не само врз Груевски, туку и врз Али Ахмети со кого да коалицира после изборите на 5 јуни. Апсолутно. Има одредена политичка пикантерија дека на средбата пред повеќе од еден месец помеѓу Бранко Црвенковски и Ристо Пенов СДСМ им понуди на ЛДП 4 сигурни партенички места или да го добијат сигурното второ место од првата до четврта изборна единица. ЛДП тоа годби, како што сега стојат резултатите, ЛДП нема да освои повеќе од еден или два партеника и тука се поставува клучното прашање зошто ЛДП одби таа понуда на СДСМ за 4 сигурни партенички места. Дали одговорот лежи во одредени дилови направени со ВМРО ДПМН.
Сега, господин Арсовски, гледате, СДСМ во делот на опозицијата има безмалку чист простор, освен 30.000 гласови кои може да ги земи ЛДП. Меѓутоа, ВМРО ДПМН во делот на десницата има апсолутно едно многу нестабилно море. Лјупчо Георгиевски, Љубе Бошковски, се луѓе кои претендираат да освојат најмалку 100.000 гласови од делот на десницата и тоа ги прави поприлично нервозни ВМРО ДПМН и затоа нивната кампања е таква, они реално не можат противникот да го определат. Име Црвенковски, трна во кампања против Црвенковски, целата кампања форматира против Црвенковски, одеднаш им се јавија Љубе Бошковски и Лјупчо Георгиевски. Мислам дека во таа смисла ВМРО ДПМН ја сгреши својата кампања. Нивниот најголем противник е оној кој цица од нивното јадро, а не оној кој цица од некој јадро кој никогаш не било нивно. И во таа смисла тие требаше кампањата уште од почеток да ја фокусираат малку повеќе на Лјупчо Георгиевски, на Љубе Бошковски. Гледаме дека кон средина на кампањата тоа и го направија делумно. Они два пати ја менуваат кампањата по текот од новија 20 дена, што значи дека и самите сваќаат дека имат помашано во некои од стратешките правци на својата кампања. Делумно може да е дека се промашени стратешките правци, а можно е и дека е намерна неконзистентната порака на нивната кампања за да се направи една општа какафонија со тоа да се симне генерално одзивот на гласачите, бидејќи нискиот одзив на власта во моментот и одговара. За 6 години неограничена власт, Владче само ја клатеше главата позади ликот и делото на премиерот и ништо не направи за вас. За 6 години власт, Владче Клатиглава само успеа да ја исече косата. Нека каже Љубе Бошковски, кој е тој што помагаше да му се купува храна додека беше во затвор. Нека каже Љубе Бошковски дали Никола Груевски прати авион за да се врати во Македонија. Сега Николче, диктаторче и Владче Клатиглава мафтаат со нов манифест за измами и кражби. И тој пресврт во кампањата. Одена се соочува дека треба да се борат сами против сите. Одена сваќа дека сите против кои се борат после изборите ќе им е тешко да коалицираат, бидејќи таква пизма ќе испралат во овие избори против нив, што подоцна ќе биде многу тешко да направат коалиција. Ако ги погледнете анкетите на ИРИ во последните неколку години, ќе видите дека ВМРО ДПМН сега прави токму обратно од она што го правеше во оној период кога им одеше добро. Во оној период кога им одеше добро, тие разговараа за економија и за проекти, не се расправа со нивните политички опоненти, не беа заглавени во еден етнонационализам и патриотизам, лажен патриотизам, разговараа со гласачите, не бегаа од гласачите и не бегаа од дуели, сега го прават токму спротивното. Заглавени се вратени се назад на својата зона на комфор, во која беа пред да станат портокалови. Вратени се на црвената зона на комфор. Повторно разговараат за квази патриотизам и етнонационализам. Како вели Владко Ѓурчев, ние сме исти ко револуционерите од 19 век. Значи СДСМ праќа пораката гласај за твојата иднина, а Владко Ѓурчев вели гласај за манифестот, тој е манифестот на Крушевската република, веројатно може и да завршат ко Крушевската република, и ние сме исти со револуционерите од 19 век. Сите мора да влезе напред, гледа кон иднината, а тој навраќа 2 века назад. И тоа веројатно се тие две клучни поенти на оваа кампања. Иднината или минатото. Да, јас мислам дека гласачите на оваа кампања ќе мора да се определат кон два суштински различни правци во кои се движи државата. Цивилизацијски различни правци. Цивилизацијски различни, точно е. Значи не е прашањето дали ќе имаме ние уште 1000 вработени плюс или уште 100 милиони странски инвестиции плюс. Или 3 школи кај што се смениле прозорите. Да речеме. Или санитарните чворови. Оската, иако лебди во воздухот некаде, не е експлицитно кажана во кампањата, е многу јасна. Ќе одиме ние во Европа или не? Едната опција е едната, која можеби луѓето легитимно може и да ја посакуваат. Втората опција е одење во Европа. И всушност референдумот не е за Црвенковски или за транзиционите политичари, туку референдумот е за Груевски. Дали ќе кажеме да или не со Груевски да одиме или да не одиме во Европа. И тоа е всушност главната поента на овие избори. И всушност Груевски ја погоди можеби паролата, ама не за неговата партија, туку за партијата која сака да го смени од власт. Се согласувам.